Благодарам, прво да се извинам што малку доцнев, имав делегација од Бундестагот. Ни треба да се клонираме деновиве да постигнеме се што мораме да постигнеме. НАТО за Македонија е незавршена работа. Ние го трасиравме патот во 93-та година. И ако за нешто се согласуваме, бидејќи за многу нешто вообичаено се караме, тоа е дека идејата на Македонија е во Северноатлантската алијанса и во Европската унија. Нема релевантна политичка партија во Македонија што од нашата независност од 1991 до денес не ги има овие две стратешки цели во својата програма. И граѓаните се исто тука веднаш во поддршка на овие цели. Поддршката се движела секогаш некаде од 60-65% до 80%. Мислам дека во последниве недели и месеци расте, бидејќи членството е по-опипливо и по-видливо. Со надминувањето на разликата околу името со нашите пријатели од Атина. Има тука неколку моменти. Едно, имајќи ја предвид историјата и оставштината на НАТО на Балканот, регион каде што не сите прашања се целосно затворени, членството значи дека нашата држава, нашата Македонија е тука да остане во овие граници. Ја зацврстува стабилноста, безбедноста и предвидливоста каква ќе биде Македонија за 5, за 10, за 15 години од членството. И меѓу другото, затоа и носи странски инвестиции, како што уверен сум ќе слушнеме од нашите пријатели и од Црна Гора и од Бугарија во однос на нивното искуство. Контратезата на овој министр е дека Македонија е окружена од земји членки на НАТО и на Европската унија, па следствено на тоа од кого се плаши Македонија дека може би бидат доведени границите во прашање. Има една психолошка порака и во однос на сите наши граѓани тука, меѓутоа и во однос на сите наши соседи, што е важна. Ја преминуваме линијата од која што нема враќање назад. Понатаму Македонија сака да биде повеќе како повеќето членки во алијансата. Сака да биде демократија, сака да има функционални институции. Преамбулата од НАТО договорот, ако ја прочитате, ќе видите што е се работи за организација што обезбедува мир и стабилност во светот, базирана на вредностите на индивидуалните слободи, на владењето на правото и на демократија. Ние имаме таква визија за нашата Македонија. Така што има три клучни придобивки. Зацврстува стабилност, ја не прави попредвидливи и затоа има економски придобивки, и не прави во друштво со оние држави кон кои што се стремиме, какви што сакаме повеќе да биде нашата држава. И ние сме просто ветерани во патот кон НАТО. Имаме 18 циклуси на акцијски планови за членство. Јас минатиот пат кога се видов со амбасадорите на сините членки во Брисел, да реков сега сме полнолетни. Ќе земеме возачка дозвола и ќе возиме решително, ќе преминеме линијата и целта. Во Афганистан сме од 2002 година, годинава 20% ја зголемавме контрибуцијата. Најавивме и инженери за идната година, дополнително зголемување. Значи го споделуваме товарот веќе долги години, а не ги споделуваме бенефитите. Од членот 5 генерално од да седиме на истата маса како што треба да седиме. Македонија е потписник на Вилнус декларацијата. Повеќето земји од Вилнус декларацијата што се потпиша во 2000 година влегоа во 2003
четврта, ако не се лажам, Прага самото беше поканата. Почнавме Јадранска повалба со нашите пријатели од Хрватска и со Албанија. Тие влегоа во 2008, ние бевме блокирани. И затоа ова е за нас не завршена работа, што ќе ја завршиме со историската одлука што ќе ја донесеме на 30 септември.